И јасен е ставот на ВМРО-ДПМН, нема никаков договор за уставните измени, разликите се премногу големи, тие не прифаќаат бугарски диктат, порача лидерот на ДУИ Али Ахмети, дополнувајќи дека најголемата опозицијска партија била против изгласување на измените во кривичниот законник. На овој начин Ахмети ги демантираше тврдењата на дел од јавноста која важи за блиска до власта, дека постоел договор и пазар меѓу СДСМ, ДУИ и ВМРО-ДПМН за внесување на бугарите во уставот. Nuk ka asnjë marrëveshje me VMRO-n për të votuar ndryshimet kushtetuese. VMRO-ja ka bërë publik qëndrimin e vet që ajo nuk do votojë ndryshimet kushtetuese në diktatin bulgar. Ne këtu kemi dallime të mëdha lidhur. Kjo është temë shumë e nxehtë. Kjo është temë që do një qasje shumë më të koncentruar, shumë më të përqendruar. Ne këtu dallojmë shumë me VMRO. Ахмети објасни како течеле преговорите за измените во кривичниот законник. Се разговарало 3 години за на крајот опозицијата да биде против промените кои предизвикаа бура реакции во јавноста. Kur u arrit dakordësia me LSM, u tërhoq VMRO-ja, u tërhoq Kristian Mickoski nga ndryshimi i kodit penal. Dhe kjo ishte befasi e madhe. Më thot, janë bërë 10 takime në klubin e deputetëve për këtë kod, për ta ndryshuar dhe për ta parafruar me standardet evropiane. Në ato takime ka pas grupe pune. Më thot, takimet janë bërë në fshehtësi më të madhe, Zoran Zaevi, Nikola Gruevski dhe unë. Овие тврдења на Ахмети се сосем спротивни од оние на неговиот најблизок соработник и прв заменик на Димитар Ковачевски, првиот вице-премиер Артан Груби. Тој тврдеше дека измените во кривичниот законник биле барање на ВМРО-ДПМН на секоја можна средба. Овие измени во кривичниот законник, освен што се хармонизација со европското право, се и ексклузивно барање и на господинот Мицоски и на ВМРО-ДПМН на сите лидерски средби и на билатерални средби по однос на измените во кривичниот законник. Потпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски изјави дека ретко се согласува со зборовите на Ахмети, но во некои делови од она што го кажал во ова интервју морал да се согласи. Во самото интервју кажа дека договор со ВМРО-ДПМН за уставни измени нема, како што и кажа дека ВМРО-ДПМН уставни измени под бугарски диктат нема да гласа. Така што тоа е потврда и на нашиот став. Нашиот став останува непроменет. Јасно е дека во собранието нема двотретинско мнозинство за изгласување на уставните измени. Измените на кривичниот законник беа донесени експресно со употреба на европското знаменце. За гласаше власта, а против само опозицијската ВМРО-ДПМН. Од таму тврдат дека истите се носат со цел власта предводена од СДСМ и ДУИ да се спаси од криминалите сторени минативе 7 години.